Ја, сите сте ми преку тасе, СДС и ефтова се, Белгари, иното гиши, сите Сашо ќе ва реши. Нема тука дилеми од типот која е позадината на приказната, зашто Драчевкава го прегазила кучево и тоа другото помалото. Значи, тука нема простор за таков муавет, затоа они ја привеле од граница, затоа кривична и поднеле ова црногорска полиција. Значи, сите знаеме за што се работи тука. Освен у ситуација, ја мислам да тоа куче да ти загрози живот на дете, ајде, тогаш можеш да разбереш еден таков, поима немам, чин на агресија. Ама за било која друга работа, а во случајов не е дете, нели, загрозено, работава е леснотијата со која што ти со твојата кола усмртуваш жива душа куче, кој што е дури да го нападнало твоето куче. Значи, твојот чин далеку ги надминува причините на твоето дело, нели, злодел. Работата е што луѓе кои што толку лесно можат да одземат живот на животно, особено на куче, збориме за домашни животни, особено кучето како, нели, онаа фраза најверен пријател на човекот, зборува за тоа дека со истата таа бескрупулозност, истата таа ладнокрвност, таа личност може да помине со колата и преку жив човек. Потполно исто. Прашање само на, дури не ни на нијанси, затоа што човек, нели, човек е човек. Дали е човечен, тоа е друга работа. Но човекот може се да направи. Секакво зло. Тоа дали е човечен е друга работа. Значи, човек како дотичнава, со самото тоа што покажува еден флагрантно непочитување кон нечи живот, без разлика дали е на куче, маче, со тоа покажува дека она нема никаков почит, никаков респект кон човековиот живот. Таквите особи, а знаеме, секој од нас знае у животот по некоја таква особа која што личност по право, која што толку бескрупулозно може да посегне по безбедноста на нечи живот, па дури животно да го загрози. Што свикаат кога ќе се спојат жичките, кога ќе зашмилче во главата. И пак се навраќаме на старата приказна, какви луѓе изнедри, изроди ово општество по транзицијата во 91 година. Не е дотичната од Драчево далеку од тоа дека е ретка или дека е последна, прва и последна, само во нашево скопско милје, да не зборам за пошироко во Македонија. Тој тип на крволочност, пак ќе ви кажам, не е битна, не е важна, мислам, у случајот позадината на нештата. Тој тип на крволочност комбинирана со ладнокрвност, како да ви кажам, тоа е најсмртоносна комбинација што може да го има еден човек и таа комбинација покажува и некои многу други работи, дека човекот кој што има некоја таква особина, плюс ладнокрвноста со бескрупулозноста, крволочноста комбинирана со краток фитиль, само може да каже едно за таа особа дека се работи за социопат или психопат. А може да и садист, има тука и уживање во нанесување на таква болка. Поразително е што
Има многу такви. Особено, уште позачудувачки е што има многу такви меѓу во женскиот пол. Мислам, сега, она делото го има сторено тамо во Црна Гора, но мислам дека и нашата полиција обвинителство треба дополнително да си, не знам како да отвори постапка или не знам тоа како иде, дали е воопшто возможно ако делото е направено на туѓа територија, но нели таа утре треба да се врати овде. Доволно мрежите ќе ја жигосаат, социјалните мрежи, затоа што се појавија нејзини слики, сите веќе знаат која е. А тоа што сите ја знаат која нема толку да биде, да кажеме, проблем. Тоа нема кој знае каков проблем не знае, ќе направи секако, но таквите луѓе обично се оперирани, ако може така да се каже, од некоја доза на срам. И таквите луѓе обично било која казна, сега не знам како се тоа кривичниот закон како Црна Гора, ама мислам дека било која казна за овој тип на дело, значи нели сепак не убила човека, тоа не е на исто, не е на истас како да убиеш нели животно, не е. Така што мислам дека казната ваквите луѓе нема многу да ги смени. Затоа се не знам како и да тоа може, треба и нашето обвинителство да си потегне своји, не знам, некои механизми, за да бидат овие личности максимално санкционирани и жигосани на некој начин. Мада мислам дека доволно е тоа што е доволно. Никогаш не е доволно затоа што ти не можеш да ги смениш, но доволно за некои наши поими и некои критериуми ќе биде казната тоа што сите ќе знаат, нели, која е по нешто лошо што направила, не по нешто добро, по нешто лошо што направила. Но веројатно и ова е дел од, поиме немам, не знам неа која, но веројатно и ова е дел од низината приказна дека веројатно сега плаќа за некои други работи, што од таквите луѓе не може да се воздржат се додека не направат некој поголем престап. Но она пак ќе кажам што фасцинира е леснотијата со која што одзима живот на животно. На куче во случајов, на кучиња две, ако добро видов, и тоа едно помало прегази. Сега не знам ли дали тоа беше, поима немам, не знам. Знаеме сите од некое искуство тоа што сме гледале, што филмови, што документарци, што значи повеќето од најпознатите психопати, или не мора да се толку светски познати, помалку познати, наречете ги како сакате, и убици, серијски убици или она, обично својата предаторска кариера ја почнувале така што почнувале со мачење на животни и убивање на животни. Со таква една леснотија и со таква една, како да кажам, па дури доза на задоволство. Оти тоа мора да е некаде во подсвест, задоволството тоа да го направиш. Или толку е ниска толеранцијата на бес, толку е ниска контролата на бес, што во тие, обично кај таквите луѓе бесот знае да трае со одложено дејство, значи подолго време, не е тоа како и понормален човек, 5 секунди, 6 ќе опцуеш некој, ќе направиш, после тоа ќе му се извинуваш, па дури, пример, што се дешава, ќе удри некој, после 5 минути извини, брат, не знам. Значи, поминал 5 секунди, бил без од него, додржал, направил некоја белја, после се извинува, се кае, вистина се кае. Кај овие други луѓе тоа малце трае многу подолго. Затоа тие што се вика не ни стигаат, тоест не ни се обидуваат да бројат до 10. Чак што више, на таквите луѓе некојаш име малци до 50 да бројат. Едноставно тоа, ма не до 50, до 1050. Тоа може да ги држи ден, 2, 3 и да имаат таа потреба пак да го изразат таа агресија, конкретно да ја манифестираат врз тој што мисла дека им сгрешил некако, нели, у случај Кучево. Ја верувам дека еден ден да поминал, следниот ден да го видела, истото ќе направила, потпуно истото. Значи да не можеш да им, тоа е таква едноставна психологија. Каш еден нормален човек у наводници, без некои такви пореметувања,
не може тоа да го разбере, но тоа е фасцинантно дека луѓето, затоа и реагираат луѓе, затоа и полицијата црногорска, затоа тоа влегло у кривични дела. Затоа што некои научници утврдиле, психолози, поемана психијатри, психолози, форензички психијатри, дека истото е практично. Дека оној што може да одземе толку лесно живот на куче, може да одземе и на човек под одредени околности во одредени ситуации. И после сите на крај ќе се чудиме зашто децата ни се слични, такви, зашто децата малолетните поминуваат одредени граници на нормално однесување, зашто нивната агресија е толку силна, толку брутална, толку крволочна во одредени ситуации, зашто се спремни да направат дури најголема штета, најбрутално да се однесуваат кон појма неам, кон врснички или врсници кои што само криво ги погледнале, да кажеме, ништо конкретно не им направиле. Тоа е тој амбиент на образование и домашно воспитување кој што е веќе алармантен, нели, во ова општество, и затоа што ова не е работа од вчера или завчера, затоа што оваа работа се крчка, што се вика кулинарски, 35 години. Само сега ги добиваме на некој начин последиците од тоа однесување. Оти не е ни прва, значи имавме у минатото многу вакви случаи на со ништо предизвикано малтретирање на животни до нивна ликвидација, и мислам имаше и некои пресуди, тие излегуваа клипчиња по мреживе и сите беа згрозени као на тоа. Значи го има. Значи не е некој инцидент што е сега се случил и следниот пут може би за 30 години, а може би ни тогаш. Него тоа кај нас се случува. И паралелно некако со тие инциденти, садистички дела кон животни, паралелно се одвиваат и овие меѓу луѓе од врсничко насилство до фемициди, кај што сме, мислам, на едно завидно ниво по фемициди, по такви работи. Пошто сме нели мала држава, тоа као бројка не е нешто вака да го погледнеш, но да го погледнеш као процент е загрижувачки, и да не збориме колку од жените у Македонија воопшто и не се осмелиле да пријават семејно насилство. Барем јас со ние кои што сум разговарал, што имаат некоја врска со тие, како да ги кажам, организации за заштита на жени, права на жени, ова против семејно насилство. Сами ти кажуваат, вика, какви, вика, забити, вика, има у Македонија. Вика, таа жена, вика, не смее не смее да помисли да каже што и се случи. Или дали уопште ќе стигне да дојде до првата полициска тоа да пријави. И затоа се случува работа. Ама генерално, како се вика, ДНК-та на насилникот, на садистот е тој. Значи може со невина на леснотија ладнокрвно да малтретира, дали било тоа маж, жена, животно, и секогаш по некое правило тоа малтретирање, тоа насилство, дали е прво вербално, па преоѓа у физичко, но секогаш преоѓа. И некогаш оди паралелно. А многу често почнува со вербално и преоѓа во тоа, што преоѓа оди до некој екстрем. Нели? Не знам со тоа како делуваат овие што се. Не зборам за полиција, зборам за други организации кои тоа како превентивно делуваат, како едукативно делуваат, колку тоа допира до јавноста, до широките народни маси, поетски да се изразам. Дали воопшто допира, дали кај до секого допира.
Дали тој што го допира воопшто допира до неговата свест, што уствари му се порачува. Но секако дека потребна е повеќе, поголем, поменеам, општествен ангажман да се сузбијат ваквите појави колку што се може поише. А сепак тука најважен е стравот од казна. Ако некој знае дека казните се драконски за некои вакви престапи, веројатно само тоа ќе го натера да изброи до 10 или до 50 и да не го направи тоа што го намислил да го прави. Но како што кажав, кај тие луѓе обично ниту стравот од казна, а зависи од степенот на кој се наоѓаат на таа психопатија, на која скала се. Мислам дека и кај нив и стравот од казна понекогаш не игра никаква улога, него едноставно бесот е толку неконтролиран кај нив, толку не може да го држат под контрола да ќе направат тоа што решиле да го направат, од проста причина што таквите луѓе покажуваат недостаток на совест. Тоест, нивното суперего не работи кој што треба, значи оној кој што треба да им биде регулатор на нивните нагони, поименам болни амбиции, не знам, садистички потреби, ваква, едноставно кај нив не работи кој што треба доволно. Нешто е во квар, што би рекле, на суперегото. И затоа кај нив таа и ладнокрвност едноставно не чувствуваат никаква, немаат никакво како се тоа сомилост, емпатија кон оној или она што го одбрле за жртва. А јеби ga, мислам дека сите сме свесни во Македонија за овие појави, овие феномени, или полека стануваме свесни, затоа што многу често се случуваат. Така што мислам, дури да сме инертни како што сме, малце као народ, као менталитет, мислам дека за честената присутност на ваквите феномени, негативни појави, дека самата за честеност нивна ќе не освести многу брзо. Веќе го има тоа како, нели, како свесност, после се што се случи, последниве година-две од фемициди до врснички насилства на малолетници, до вакви ситуации, до убиства, серијски убиства и така натаму. Но треба да се биде, моje мислење треба да се биде уште поконкретен во делувањето. И ако е некако возможно, што е тоа најтешко, ваквите личности некако да се имаат под контрола, не знам како да кажам. Можеби на нивните први овие појави или пројави на нивниот краток фитил, нивниот агресивен, крволочен карактер, дека во старт треба тоа да се санкционира драконски, за да не дојде до некоја поголема глупост. Уште на нивните први инциденти, ексцеси во јавност. Оти тоа не стигнало директно до јас ми шмелци у глава, краток спој, јас сум поминал преку кучево. Тоа е низ на такви девијантни однесувања, ексцесни, многу помали од ова, кои што довеле до ова. И сега, пример, ова да не се санкционира, прашање на време е кога пред колата ќе се најде некој човек, дете, маж, жена, од икс причини. Што тој насилникот си ги замислил во неговата глава дека му го нарушиле угледот, егото, итн. Разни причини, најбанални. Оти тие се обични патолошки нарциси кои што се психопати од тој карактер, и тоа и во случај се гледа по она што го гледаме како слики по социјални медиуми што постирала. Значи тоа се гледа какви слики постираш дека си патолошки нарциси, кога ќе поврзеш ова со ова, ете ти совршена овие околности за бура или за катастрофа, како сакате кажете.
Ете тоа. Се друго е џабе, сега 2 дена 3 ќе се збори за неа, сите ќе у паника, ќе овакво преку мреживе, реакции, критики, Супер гласноста е потребна за вакви работи, да видат сите надлежни органи, организации, невладини, владини, да видат каков е ставот на јавноста и така натаму, но никаков ефект од сето тоа, ако тоа пак ни се повтори за месец дена, некаде на некој место кај нас, или у странство наш државјанин, или било што, дали е куќе, дали е човек, дали е животно, дали... Тоа е тоа. Па се гледаме у некоја друга прилика.